Mr. Gorbachev, tear down this wall. После оваа шекспировска реченица на Роналд Реган, изговорена пред Бранденбуршката порта во близина на Берлинскиот зид, светот веќе не е ист. Сепак, Горбачов не го урна зидот. Тоа го сторија и илјадници германци, желни за единство, слобода, просперитет, кои кон крајот на 80-тите години од минатиот век ја препознаа можноста за изградба на нов поредок. И додека германците го кршеа символот на комунистичкиот лагер во така наречениот Источен блок, пољаците, унгарците го кршеа комунистичкиот режим, без да знаат дека започнуваат изградба на нов, кој нема да биде поблагонаклонет кон нив. Романците дури и со куршум му пресудија на Николај Чаушеску и неговата сопруга Елена, откако специјален воен суд ги осуди за геноцид и саботажа на романската економија. Иако економски најпросперитетна од сите социјалистички земји во светот, црвот на превирањата во регионот започна да ја глода и Социјалистичка федеративна република Југославија. Во крв беше урнисана државата на 6 нации кои братството и единството го заменија со национализам и желбата за самостојност. Во првите воени судири на европско тло после Втората светска војна, според различни извори, животот го загубија околу 140.000 бивши југословени. 4 милиони ги напуштиле своите огништа во страв од невозможното на кое биле подготвени некогашните браќа. Од нив, повеќе од 2 милиони бегалци се само во војната во Босна и Херцеговина. Македонија, иако колебливо, се одлучи да оди сама по својот пат, остварувајќи го сонот за кој животот го дадоа илјадници и линденци и партизани. Декларацијата за независна Македонија, изгласана во јануари 1991 година од првиот повеќе партиски парламент на републиката, беше предвесник на историскиот референдум за самостојност 8 месеци подоцна. Првиот председател на републиката, избран со гласовите на пратениците, Киро Глигоров, на 8 септември им ја честита на сите граѓани и граѓанки независна, слободна и суверена Република Македонија. Огнометот на плоштадот Македонија во Скопје го објави официјалниот почеток на самостојниот живот на републиката. Политичарите опиени од шампањот, граѓаните од надежта, не предпоставуваа колкава цена ќе платат за самостојната држава. Промената на политичкиот систем подразбираше и нови економски односи кои откако крахираа во реалноста, денес се квалификуваат како неправична и неефикасна приватизација. Процесот не создаде ниту додатен капитал, како што беше првичната замисла, не создаде ниту мотивација за развој на постојните предпријатија, што на крајот резултираше со грабеж на општествениот капитал и армија работници на улица. Средната класа се стопи во доминантно сиромашен општествен слој и малобројни новопечени бизнисмени и транзицијски богаташи. Дел од ограбениот капитал беше пренесен надвор од државата, што економијата на кревката независна држава ја стави на апарати за дишење. На вратите од некогашните гиганти осамнаа катанци, а стравот од неизвестната судбина и бесот од неправедната трансформација се вгнездија во душите на некогашната работничка класа. Среде опустошените фабрички хали, пустите автобуски постојки и празните стомаци, трошката надеж што се појави за битолчани беше тат.
Пирамидалните штедилници во регионот се уриваа како кула од карти. Но во Македонија потврда дека пирамидата што ја гради битолската штедилница нема да биде со краток рок на траење, даде лично председателот на Републиката Киро Глигоров, доделувајќи го признанието најдобра жена бизнисмен на собственичката на штедилницата Сонја Николовска во 1996 година. Една година пред тат да зататне во Битола. Црната чума во 14-тиот век, бомбардирањето на градот во Првата светска војна, пожарите и поплавите што ги пустошеле градот низ историјата, се предвестник на трагедијата Тат што ја зави во Црно Битола. Изворите го бележат датумот 7 март 1997 година, како ден кога аферата избила во јавноста. Инспектори на Народната банка на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи упаднаа во седиштето на штедилницата, со намера да го проверат нејзиното работење, но за секогаш ги заклучија вратите за 13.000 штедачи, чии влогови отидоа во неповрат. Официјалното богатство на Тат, кое потона вртоглаво како и што се градеше пирамидалната штедилница, се проценува на околу 120 милиони марки или денешни 60 милиони евра. Пари кои денеска не се знае во чие дно завршиле. Никогаш не беше обелоденета сумата на тајните пари и злато, хипотеките и останатиот имот во собственост на штедилницата, за кои до денес се водат судски постапки. Никогаш не се дозна вистината за министерот во тренерки, ниту до кого допираа пипците на бранковиот октопод. Штедачите не само што не ги добија парите назад, туку не добија и одговори на многобројните прашања за крајот на успешната транзицијска приказна. Во очај и без се бараа главите на виновниците за Тат, но наместо тоа 2 метри подземја завршија стотина битолчани кои не ја преболеа заблудата за брза заработувачка. Полициските статистики бележат 30 самоубиства во Битола, само во годината кога штедилницата престана со работа. Со години по катастрофата, низ Битола се велеше: пукна од мака заради парите во Тат. Во случајот на Тат не се работи само за штедилница афера, туку се работи за еден октопод, кој што ако го расчениме до крај, не знаеме до каде по одделните пипци на тој октопод ќе стигнат било по хоризонтала, било по вертикала во висина на институциите. Човек кој фактички нема сомилост, нема емоционален систем, како премиер го посматраме во тоа време, и се навраќаме со реминисценција, крајно точна да биде, да речем. Човек кој немаше никаква солидарност во него, едноставно како да има, да беше оперирано или абортирано сочувството во него со трагедијата на штедачите. И ја сватив дека џабе е се понатаму, сите преговори се џабе. Потоа имаше една така бегла сцена на безобразлук, кој иако бев млад во тоа време, едноставно се грозе по тие вулгаризми, во смисла се бесат, се убива и тоа преку и така натаму, и така натаму. Значи, крајна дрскост
Ја дури го сожалува во таа дрскост. Човечкото во човекот беше мртво. Кој од нас ќе остане да седи во влада, кој од нас ќе остане да седи во парламент, тоа е друго прашање. Најмал проблемот е сега колку ќе трае оваа влада на чие чело ја се наоѓа. Или овој парламент во кој што вие седите. Бидејќи, валјда не ни е сеедно каква држава ќе оставиме на оние после нас што ќе дојдат во владата или во парламентот. И дали воопшто ќе имаме држава ако со ова зло, со оваа болест не влеземе безкомпромисно сега да се судриме. Меѓутоа, она што не можам да си го простам е што во претходниот период, една година, две претходно, се случија пирамидалните штедилници во Србија, ако ви текнува Југоскандик, Дафимет банка и така. Се случија пирамидалните штедилници во Бугарија. Се случија пирамидалните штедилници во Полска и во Русија. Веќе за Албанија тоа беше непосредно пред тат, така да не можам да кажам дека имало некоја временска дистанца. Она што не можам да си префрлам е постојано. Како беше можно да не си помислам дека тоа што им се случува како едно непријатно искуство, или болно искуство на сите овие држави, дека може да ни се случи и нам. Јас сум кажал неколку наврати и ќе искористам оваа прилика да повторам дека навистина ако сум имал тежок период во тие 6 години кога бев председател на влада, имаше многу такви ситуации. Едно од најтешките беше тогаш кога се случи пропаѓањето на штедилницата тат. Можам да констатирам дека тат беше организиран, класичен организиран криминал кој што ни се случи во Република Македонија. Па сметам дека еве и сега во овие моменти, после толку години, дека таа мрачна, морничава слика повторно како да ми се појавува. Дури можам и да споредам со некои описи од Джек Лондон од Железната петица. Тие виори, тие мрачни пројави на небото, така Битола се доживуваше, тоа беше ден пред 8 март. 7 март. Тат, уште еднаш ќе напоменам дека беше организиран криминал, не можеше Сонја Николовска сама да го направи тоа. Одеднаш луѓето како да беа хипнотизирани, шпиртосани, едноставно пријатели, познаници на улица да не можат да се препознаат со еден пријател, бевме заедно излезени. За жал, и тој беше штедач, не ме слушаше одамна, му велев да си ги повлечи парите, дури и од негов стрико позајмени пари беа. Не ме послуша, стално ќе речеше Сонја ми даде убави услови, на едно ливче ќе му напишеше и така. И заедно и го видовме тоа страшно чудо. Тоа беше еден од најголемите удари на Битола што му се случи. Мрак, потиштеност, изгубеност, едноставно целиот град падна во мрак. Почетокот на падот на тат беше кога собственичката Сонја Николовска се активира политички. Значи, таа стана советник на тогашната СДСМ, партија на власт, во Советот на општина Битола и мислам дека тогаш го отвори гардот, политичкиот гард, да секој може слободно од тогашните активисти, дали од најмал активист до најголем активист, да дојди кај Сонја, да бара привилегии, да бара кредити, да бара пари, да бара привилегии за камати и така натаму. И мислам дека тоа се надоврза со играта, односно со ловоровиот венец кој што му го даде тогашниот председател Киро Глигоров на Сонја како најуспешен менаџер во Република Македонија и во тој период мислам дека најповеќе пари се вложија, затоа што штедачите и граѓаните се ослободија и гледаја во тат една голема сигурност, значи тоа беше 96-та година, пред една година пред да падне тат. Немам дилеми дека таква една пирамида и воопшто една толку голема финансиска измава од такви размери, не само за Македонија, и за друга поголема држава, тоа е голем удар. Околу 60 милиони марки, 30 милиони, може би повеќе евра. Конечните бројки никој не ги кажа досега, ниту можат да се пресметат на некој начин со тие ветени или реални или вакви или такви камати, никој не може точно да ги знае. Објективно не можеше. Длабоко сум убеден дека беше една поголема, посуптилна игра, еден одраз, една проекција транзицијска што воопшто се случуваше на балканските простори и во Србија, нели, го имаше сето тоа, и во Албанија со Валона и така натаму.
а секако тоа за жал не одмина ниту Македонија и сега Сонја беше само ударната игла или најистурениот играч, а во позадина сигурно имаше некој голем и дебел грб и за жал до ден денес, освен оние силни предпоставки, не се расчисти кои поединечно персони изиграа во таа игра во која што една армија луѓе претрпеа такви големи штети со сите можни и семејни и лични трауми и други импликации. Значи, првиот момент со пропагањето на ТАТ беше удар за сите. Значи, многу малку луѓе веруваа дека ќе падне ТАТ. Многу пати сум кажал, значи моје длабоко убедување е дека не фалеше многу за да се случи една финансиска катаклизма за Република Македонија. Имено првиот крупен исчекор Сонја го направи кон таква една можност со отворањето на експозитурата во Скопје. Јас бев на тоа отворање и кога видов какви крупни играчи и личности се појавуваат тука, си помислив што ако ова, а бев убеден дека кога тогаш ТАТ ќе рикни. Мислам, нереално беше сето тоа како остварување, еден огромен расчекор меѓу активната и пасивната камата. Во тоа време болницата беше преполна со пациенти. Преполна. Мојата покојна мајка сега беше тогаш во тој период на болница, значи немаше слободно место. Немаше слободно место во болниците. Значи луѓето патеа. Значи преку ноќ парите кои што ги цел живот, не само нивни пари, од генерации пари, пропаѓаат. Например, во Грција беше разликата 28 со 8, значи 20% разлика за можна заработка на банките од каматите. Овде беше сето тоа превртено однопако. Значи, ако тоа се случеше, и јас тоа го велев, ако се отвори уште една експозитура во Скопје или ако се отвореше и евентуално во Тетово, тогаш за многу брзо, за една година, Македонија ќе беше на колена. Што се случува со тие тетратки кои што ги имаше Сонја? Значи, тие пари не беа сите легал, мислам, не беа чисти, не беа оданочени, или тие беа пари на привилегирани штедичи. Привилегираните штедичи земе многу поќе камата. Тоа е приказната со Октоподот, навистина беше многу популарна и ден денес се сеќаваме. Кој знае, може би Бранко Црвенковски како млад политичар, може би во тие моменти кога ја кажа таа изјава, и искрено и веруваше дека ќе пресече главата на Октоподот. Дури во една прилика како мој гостин во емисија, токму ова го прашав и јас, рече, не можам да си простам за она што се случи, бев премногу млад и неискусен, не можев да сватам дека она што се случи во Србија и Албанија може и кај нас да се случи. И тоа си го ставам на свое конто. Но, како и да е, сите тие импликации завршија, да речеме, со неколку функционерски глави од првиот ешалон, речеме неколку министри падна во тој период, од вториот ешалон, градоначалник, вице-гувернер и така натаму, но сето тоа не заврши со крајна разрешница во кривично-правна смисла, се отвори еден маратонски судски процес во кој што Сонја само за еден сегмент од оваа криминална пирамида одговараше и уште неколку други луѓе од тогашниот Завод за платен промет, начело со директорката и уште неколку извршители. Градоначалникот тогашен господинот Силјан Мицевски со неговата сопруга беа ослободени. Имено тој се бранеше дека дал пари, едно 20 милиони од градешното предпријатие Пелистер во смисла да помогни да не се урни државата. Тоа беа неговите аргументи. Накрај кривично-правната одговорност за него изостана, беше ослободен од тие обвинувања, но остана една огромна темна дамка, една флејка која што еве и натаму се провлекува. Останатиот кривично правен дел ја одмина дури Сонја. Сега Сонја можете да видите во Скопје, во Битола, онака дотерена, фино, елегантна, подмладена си шета
и се поздравуваме и така натаму. Немам повеќе што да ја прашам, што да ја речам, иако сметам дека таа мораше навистина дебело да одговара. Преголеми злосторства се направија, многу жртви и така натаму. Никола Младенов имаше во фокус неколку текстови кои што кажуваше дека парите во ТАТ сте несигурни. Па дури еве и оној дел со стечајните процедури визави тогашниот закон за стечај и сегашниот не можат да се доразчистат огромен број на хипотеки, недвижности, па последно беше актуелно и тоа златото и така натаму. Сето тоа се расчистува, меѓутоа како некое вилино коло нема ни почеток ни крај, се уште нема никаква разврска и мислам дека во тој сегмент ТАТ се уште, барем тие, не само не играчи во позадина, туку и овие историјаните што беа, не ја добија вистинската кривично-правна санкција што требаше да соодветствува на она што се случи. Капацитетот на таа собственичка на ТАТ не беше толку голем за да може да располага со еден капитал од толку 120 милиони марки или евра, а може би и да беа и уште плюс толку во тие црни тефтери кои што ги беа скриени од како привилегирани штедачи. Сонја Николовска од Битола за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 став 3 во врска со став 1 и член 23 и кривичното дело даночно затајување по член 279 став 2, а во врска со став 1 од Кривичниот законник. Јулија Атанасова од Битола за продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 став 3 во врска со став 1 и фалсификување исправа по член 378 став 1 од Кривичниот законник. Совка Јончевска од Битола за продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 став 3, а во врска со став 1 и фалсификување исправа по член 378 став 1 од Кривичниот законник. Јонче Боцевски од Битола за продолжено кривично дело злоупотреба на службената должност и овластување по член 353 став 3, а во врска со став 1 од Кривичниот законник. Борис Мијалчев од Битола за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 став 3, а во врска со став 1 од Кривичниот законник. Силјан Мицевски од Битола за кривично дело против законито посредување по член 359 став 2 од Кривичниот законник и Виолета Мицевска од Битола за кривично дело даночно затајување по член 279 став 2, а во врска со став 1, помагање на сторител по извршено кривично дело по член 365 став 2 во врска со став 1 и кривично дело посебни случаи на фалсификување исправи по член 379 став 3 од Кривичниот законник. Во секој случај добро е што почна судењето и конечно можда треба да се очекува брзо и да заврши, доколку не се јават некои поголеми проблеми околу обезбедувањето на доказите на Сонја кој не може да ги најди, бидејќи, како што е познато, при првиот упат во штедилницата, та не беше присутна таму. Се случи она што некој го наумил многу порано. Ова го велам затоа што во нормални услови и во восстановена правна држава, сигурно дека спреме гувернерот на Народна банка, кој очигледно ја злоупотреби службената положба за лични цели, ќе беше поведена кривична постапка, но напротив, наместо ова тој натаму остана недопирлив за органите на власта. Јас нити сум имала некаков увид во ТАТ, нити сум знаела за присуството на Народна банка. Ова од причини што надлежноста на Заводот за платен промет во штедилницата е сведена исклучиво на евидентирање на промените на жиросметката, без никаква контролна функција која беше во ингеренција на Народната банка. Јас го откривам обвинението за кој што сум седната на ова обвинителна клуб. Се колнам пред сите вас, оти сум невина. Невина сум, затоа што извршив наредба од директор. Овај процес од почеток да го слушаат овај огромен број на новинари,
кои практички заведени ја распламти аферата тат, а сега по своје убедување веројатно ќе си дадат свој коментар. Ако моите намери беа поинакви, јас и мојата фамилија сега ќе бевне некаде далеко во странство, ќе се јавувавне со разгледници и ќе уживавне удобен и богат живот. Извршувајќи ја наредбата, не знаев дека директорката прави кривично дело. На незиното известување, во текот на денот, т.е. 19.2.1997 година, ќе стигне прилив од Народна банка во корис на сметката ТАТ. И затоа чековите ги потпиша. Не се чувствувам виновен, имам верба во судството и таа верба досега ми поможи да истрам. Обвинетата Сунја Николовска на единствена казна затвор во трајање од 8 години. Обвинетата Јулија Танасова на единствена казна затвор во трајање од 5 години. Обвинетата Совка Јончевска на казна затвор во трајање од 1 година. Обвинетиот Јонче Боцевски на казна затвор во трајање од 6 месеци. Обвинетиот Борис Мијалчев на казна затвор во трајање од 3 месеци. Обвинетата Виолета Мицевска на парична казна во износ од 50.000 денари, а која да ја плати во рок од 15 дена по правосилноста на оваа пресуда. На обвинетиот Силјан Мицевски му изрекува условна осуда, со која му утврдува казна затвор во трајање од 1 година и истовремено определува дека таа нема да се изврши ако обвинетиот во рок од 2 години не стори ново кривично дело. Цената на нервите, очајот и загубените соништа на штедачите и семејствата кои ги загубија влоговите во штедилницата, до денес никој не ги пресметал. Брзо по почетокот на судскиот процес за пропаднатата штедилница ТАТ, ограбените штедачи сватија дека обвиненијата немаат допирна точка со вистинската енигма. Како пропадна ТАТ и каде се парите? Сите пресуди во долгоочекуваниот процес немаа никаква врска со грабежот која кутна Битола на колена. А меѓу обвинетите немаше ниту еден државен функционер обвинет за грабежот на штедачите. Уште од самиот почеток, аферата беше квалификувана како организиран државен криминал, но за, како што велат, економскиот геноцид на државата, обвинителството немаше ниту еден осомничен од многобројните тогашни функционери блиски до Николовска. Од денешна дистанца, се чини наместо се тврдењата дека мала група на луѓе, одговорна за пропаѓањето на ТАТ, беше амнестирана од одговорност за грабежот на столетието, за да се спаси кревката Демократска Република Македонија. Во еден момент во тој период кај мене се јави градоначалникот на Битола со едно молбено барање. Ме запозна дека во штедилницата имало гужва од штедачите кои што сакале да си ги подигна своите штедни влогови и дека се договори со собственичката на штедилницата да ја даде некоја позајмица. Побара да биде таа позајмица што побрзо пренесена од неговото собствено предпријатие на штедилницата. Значи градоначалникот даде позајмица од собственото предпријатие. И аналогот да биде донесен потоа. И така се случи. Позајмицата од собственото предпријатие на градоначалникот беше пренесена на штедилницата, аналогот беше донесен во Заводот за платен промет. Тоа представуваше еден најобичен должничко-доверителен однос.
конструкторот на тоа обвинение виде дека ова е лабаво, многу тешко ќе може да се одржи, како што беше во сценариото зацртано, требаше да трае тој судски процес 10 години, како што и де факто траеше. И тогаш го проширија тоа обвинение со двете позајмувања што беа извршени од предпријатието на градоначалникот и од јавното предпријатие. И на обвинителната клупа седнаа и двата директори. И замислите сега, луѓето даваат позајмица на штедилницата, а се обвинуваат оти ја пропаднале штедилницата. Па како може да ја продаде? Или овде чекот се исплаќа во полза на штедилницата, а ние сме актери што сме ја пропаднале штедилницата. Јавноста беше веќе припремена, на широка врата во медиумите се кажуваат че оти веќе ќе им се суди на актерите кои што ја пропаднале штедилницата. И почна судењето во Охридскиот суд. Тука беше избрана судивка Елисавета Деребанова, доверлива и послушна личност, која што ќе ја заврши работата онака како што ќе се бара од неа. Бевме седнати 7 обвинети, 7 актери на тоа сценарио. Секако со мисла конструкторот на обвинението да пред јавноста прикажи дека многу луѓе биле вмешани во пропаѓањето на штедилницата и со различни обвиненија. Собственичката на штедилницата беше обвината и третирана во судот само за тоа што не платила неколку месеци данок на државата и ништо повеќе. Кога мојот бранител ја праша судивката колкава е штетата што ја направи Јулијана на Заводот за платен промет, немојте такви прашања, оти се знае штета има. Првото вештачење е направено во јуни 1997 година и тогаш е утврдена вредноста на активата и на пасивата, која изнесува негде околу 55 милиони и 900 евра. Меѓутоа, активата е многу помала и имаме разлика од негде 1.550 милиони денари, односно покриеност на активата со пасивата е околу 47,74%. Нам не ни треба стечаен управник кој што ќе троши енормни пари за кирија, кој што ќе троши со договори на дело со адвокати, со не знам вакви услуги користи, не знам онакви услуги користи и тука си оние режиски трошоци месечни за комунали, за електрика, за загревање и така натаму. Не ни треба такво нешто. Меѓутоа, со понатамошно со отварањето на стечајната постапка, врз основна пријавени побарувања од штедачите, овај износ на побарувањето на штедачите е многу поголем и изнесува како главница околу 3 милиарди и 400 милиони денари и камата 1 милиарда и 250 милиони или вкупно 4 милиарди и 690 милиони денари или представува 76 милиони евра. Ние многу пати со дописи баравме од секој стечаен управник да ни дај отчет за своето работење. Мислам, тоа го побаравме и од овој сега што е стечајниот управник Јанкуловски. Меѓутоа не добивме до сега. Во наредниот период, почнувајќи од 2004 година, исплатени се 5% од создадената стечајна маса и тоа 139 милиони 624 164 илјади денари. Потоа исплатено е 1,3% износ од 35 милиони 360 илјади денари. Во 2006 исплатено е 1,65%, 27 милиони 335 илјади денари. 2007 година 1,65% на износ од 26 милиони 540 илјади денари. 2008 година 1,70% исплатени се 27 милиони денари. Во 2010 година 1% на износ од 15 милиони 750 илјади денари.
во 2012 0,6% во износ од 9.309.000, 2013 1% на износ од 15.400.000 денари, или вкупно за овие исплати изнесуваат околу 296.427.000 денари, и тоа се исплатени на 5.665 штедачи, бидејќи со претходните исплати за 7.000 е намален бројот на штедачите од 12.800.000 на 12.800 на 5.700 штедачи. Некаде на 27. ноември истата година 2008 стечајната постапка е заклучена. А штом стечајната постапка е заклучена, одбор на доверители повеќе не постоеше и не постое. Не постое ни стечаен судија. Остана само стечајниот управник и стечајниот совет. Што значи, иако пројави овој господин некаква комуникација со штедачите, меѓутоа, гледано од правните акти, решението со кое што е заклучена стечајната постапка, фактички тој и не беше во можност да комуницира со штедачите. Сегашната состојба е таа, овие штедачи побаруваат главница 1.550.000.000 денари и камата 800 милиони денари, или вкупно 2.350.000 денари. Или то во евра претворено, околу 25 милиони евра е главницата и околу 15 милиони евра е камата. Уште во почетокот на стечајната постапка, во првото тужење од страна на првиот стечајен управник, пронајдени се 729 фиктивни договори кои гласеле на едно име, друго презиме, трета адреса, и за овој случај веќе се води спор за измама во судот во Охрид. Ние тоа го нарекуваме повторен грабеж од страна на СДСМ, бидејќи со самото никнување, со самото овозможување на еден криминалец да оформи една пирамида, која што нас ни ја сервираа дека е штедилница најсигурна, дека ќе прерасне во банка, дека таму се вашите пари најсигурни, дури и председателот Глигоров ја назначи како најдобар менаџер на годината, бизнисмен на годината. Значи, онаа 2002 година, кога беа практично пропагандата за добивање на изборите, Никола Поповски буквално, тој беше висок функционер во СДСМ, ни рече: немојте да ги продавате вашите конвертибилни сертификати за некои смешни трошки, почекајте, дајте довербата на нас, ние ќе ви донесеме многу поквалитетен закон со кој што ќе бидите сите обештетени праведно. Но тоа беше само уште една голема измама од страна на Никола Поповски, односно СДСМ. По мои сознанија, во Западна Европа се рачуна по искажување на нивни стручњаци дека ако се намират од стечајната постапка 25 до 30% доверителите, се рачуна успешна постапка. Треба да формираат една екипа која што ќе поработи на тоа, и Сонја Николовска не може да одлежи затворска казна од смешни 2-3 години за затајување на данок, а за грабеж на 120 милиони тогашни марки, и сега би рекол евра, бидејќи едно со едно дојдеа вредносно, да се изземи таа и обвинителот во тогашно време да не покрени обвинение против најголемиот криминалец од светски ранг. Капоне сигурно не е равен. Така да Сонја треба да биде судена најмалце 500 години затвор. И 10 пати да се роди Сонја Николовска, треба од само раѓање, иако законот не дозволува, таа веднаш затвор да лежи. И уште еднаш, и уште еднаш, и уште еднаш. Во тад веќе е намирено со претходните исплати и ова од стечајната маса од 13%,
некаде 25-26% веќе се подмирени штедачите. Сигурно дека не може да очекуваат дека 100% ќе се наминат. Ако постоеше таква можност, немаше потреба да оди во стечај фирма. Тогашната владеачка гарнитура од сите овие личности кои беа инволвирани во аферата ТАТ, кои беа на некој начин сценаристи, режисери, не е важно во која улога, или обични глумци или статисти, ни на еден не се покажа со прст. Една обична фарса овде во Битола, Силјан Мицевски беше притворен неколку дена, али за сметка на тоа што Силјан Мицевски беше притворен, како да не смееше тоа да го стори основниот јавен обвинител, тогашен актуелен основен јавен обвинител, беше фрлен во сенка, а тоа беше господинот Панде Пеовски. Панде Пеовски почна да апси од господата кои беа дебело инволвирани во штиницата ТАТ. Меѓутоа, за целата ја активност, според моје видување, дури и основниот јавен обвинител беше фрлен во сенка како да не морал и како да не смел тоа да го стори. Тие недопирливи луѓе да ги апси, да ги притвора. После Панде Пеовски беше иземен и тоа добро се сеќавам. Иземен беше не само основниот јавен обвинител, тоест основното јавно обвинителство Битола. Иземен беше и основен суд Битола и апелациониот суд Битола. И интересно што за мене доста дискутабилно, предметот беше префрлен во Охрид. И после тука, значи, да речеме, компетентни беа основниот јавен обвинител од Охрид и основен суд Охрид. Што се случуваше понатаму? Слободно ќе кажам дека во тој период, интересна работа, владачката гарнитура, пак ќе напоменам, Социјалдемократскиот сојуз со своите коалициони партнери, да речем, Либерално-демократската партија, па реформски сили, па социјалисти, па ѓаволи, па сите се исти за мене, сите тие најдоа за згодно Томе Неновски да го жртвува како жртвен јарец и беше притворен, беше тормозен, а Томе во тој период беше актуелен заменик гувернер на Народна банка на Република Македонија. Што е интересно тука да се каже? Не само што ние на контрола немаше од страна на Народна банка на Република Македонија, а тоа нормално требаше да го стори гувернерот Бранко Станоевски. Бранко Станоевски едноставно како земи да пропадна. Никој не се интересираше за него, значи никаква одговорност. Па тој човек, ако навистина функционираше правната држава во Република Македонија во тој период, требаше подитно да биде отповикан од гувернер на Народна банка на Република Македонија. Цела гарнитура требаше да биде сменета. Ова не беше некој ситен криминал. Ова беше афера што ја потресе Република Македонија. Со сите овие трошоци на ангажирање под Кирија закуп на простори, на тројца ангажирани, моја награда, во однос на струја, вода која се користи за да се работи, тоа не е ни повеќе од никогаш повеќе од 5000 евра месечно. Ние сме убедени дека оваа власт единствено ова и само ова ќе го реши ТАТ и има желба да го реши ТАТ. Француски, германски, еврејски, наилинденците, партизански. Во околината на Битола има гробишта на знајни и незнајни добронамерници и окупатори кои поминале или пустошеле низ градот. Гробовите на жртвите од ураганот наречен ТАТ ги знаат само најблиските.
И по 17 години се срамат и се плашат да зборуваат за маките што ги претрпеле по пропаѓањето на штедилницата. Не баре тие погрешиле што верувале во добрата намера на нивната сограѓанка и во честните мотиви на нивните избраници во власта. Најголемата финансиски измама во историјата на Македонија остави длабоки траги во економијата на независната држава, особено во регионот на Битола. Потат, граѓаните ја загубиле довербата во банкарскиот систем и ги повлекле своите заштеди од банките, што ја нарушило стабилноста на банкарскиот систем и ја зголемило цената на кредитите на подол крок. Криминалот што се случи во ТАТ денес добива различни епитети, а повеќе од 6800 штедачи се уште добиваат парични средства во износ од 1% од главницата на штедниот влог во пропаднатата штедилница. Смрт на рати, велат штедачите статисти во филмот што некој друг го режирал. И денеска прашувајте се, како се случи ТАТ?